Втора категорија – програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Барам 5000 евра. Барам едни електрични бубњеви да свирам. И тоа електричните не ни лупаат. Само на слушалки си ги ставаш и свириш. Онака така. А у слушалки ти она... Толку е, 500 евра е најефтиниот модел. Електронски само и како удира оваква. Многу ли е тоа, бе? Не е 50.000 евра, па не барам Bugatti Veyron. Драги мои, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце, ЖСВ Жанко Жилковски и вечерва ќе идеме со технички проблеми. Одиме одново. Ако го знаете, брацо, ја почнуваме одново емисијата, ако го знаете, брацо, техничарот на Лепи Сол, тој е еден од генијалците, мислам дека денеска и предава на естра, музика, миксер, аудио и така натаму, не сум сигурен, не ме фаќате за збор. Брацо е еден смирен генијалец, вистинска легенда, што се однесува до миксети, озвучување, студиско, аутсайд бенд и така натаму. Редоктив. Одамна не сум го видел, но имам голема почит и предпоставувам дека и виз верса. Имаше една работа со него, кога вика, после подолго време опремата кога не се користи, доаѓаш све и она, знаеш, отвараме нова опрема, све ја уклучуваме, по упатство све. Све е дотерано, окей, уклучуваш трак, ништо не работи. Тоа е многу нормална појава, вика, и у тој момент, вика, све исклучуваш, и повторно исто и вклучуваш. Значи, ништо не менуваш. И кога ќе вклучиш, функционира. Зошто, бе, брацо? На првиот начин на уклучи и исклучи ги бркаме гремлините. Значи, секоја опрема има гремлини. Окей.
Драги мои пријатели и пријателки, денеска денот започнува весело, имаме неколку теми, имам барем 2-3 теми кои сакам да ги искоментирам, што значи сосема на кратко, на брзина, со 2-3 поенти, 45 минути. Не, се шегувам. Вечерва ќе бидат отворени телефоните за вашите јавувања, затоа што наредниот период многу повеќе гости. Знам дека малку забушавав ја, малку повеќе со вас комуницирав одошто со гости, но така една средновечна криза, нели, као дедо Метузалем кога влегол у пубертет на своји 70-80 години, така и ја нешто. Имаме доста гости во најава, Мојсовска од Левица, утре вечер, не можам да ви потврдам име и презиме, но до утре првото интервју за Недалава ќе биде утре вечер по Skype од Соединетите држави во живо. И ако приметувате дека, еве и со интервјуто со господинот Мицкоски, фокусот мој околу што се движам не е толку политички, колку што е за енергетиката. Македонскиот народ на топло време и многу ракија, навистина не се грижи многу, предпоставува народот вели, па нит сум богат, нит сум сиромашен, ако осиромашам, ќе осиромашам за 100 денари, за разлика од богатиот европеец кој ќе осиромаши многу повеќе и тоа ќе го почувствува. Ја помалку или повеќе тоа е. Дури има ракија, се е весело. Не е баш така, малце е подраматична ситуацијата која ќе ни се одрази не само нам лично покрај нашето ќумбе Смедеревац, но мислам дека ќе имаме проблем како да се носиме со искушенијата, затоа што прашање е како ќе функционираат останатите работи во општеството, од ланецот за снабдување до институциите кои живот нам ни значат, како што се здравство, приватни или државно, така што тука се искушенијата. Но, од друга страна, па и го разбирам народот што многу не се секира, затоа што Македонија кога троши смешно. Смешно малку. Значи, нашите потреби, ние сме толку една бедна, мизерна држава, технолошки ниско развиена, така што помалку или повеќе струја. Еве, денеска ја на Твитер се зајадов со владата, малце иронично, па да ви кажам, убеден сум дека сум во право. Нели, секој кога си има право на свое мислење, но нели треба да имаш и толеранција дека не секој ќе се сложи со тебе. Извинете, овој пат многу арогантно, мислам дека апсолутно сум јас во право и никој друг. Еве зашто се работи дека... Пардон, уште не, чекај, режија, не префрлај. Вака, владата излезе со следново. Чекај бе, не брзај додека пребарувам. Човече. Која Абјанич која се надува Цепелин у А1 и велија го праќа, иди снимај детски фестивал. И седно е Абио. Дечиња пеат тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Снимката перфектна, али техно-транс. Ча, кадри, зумира, врв. Океј. Што е твитот на владата на Република Македонија? Тоа е сега за празников што беше, нели? Кога државава се испразни. Кога во Скопје останаа само скопјани, па и тие половината, влав еден не остана у градов, сите отидоа у Грчка на плажи. Мислам, според фотографиите на Фейсбук не треба да бидеш таен агент кај се луѓево. У Грчка на плажи сите отидоа по своите села и така натаму на берба. И владата на Република на Северна Македонија вика вака: 0% увоз во изминатите 24 часа. ЕСМ во целост произведе струја за домаќинствата и за малите потрошувачи. АД ЕСМ на 23.10.2022 година произведе 10.709 часови мегават часови електрична енергија.
23.10. 23.10. 23.10 е недела, празник. Живо пиле немаше у држава. И да ви кажам, температурата беше 25 целзиусови степени. Значи, без карикирање. Летна температура. На страна ќе збориме за тоа. Што значи, никаква потреба од пуштање за грејење, никаква потреба од пуштање за ладење, идеална температура која апсолутно ништо не те тера да трошиш екстра електрична енергија за било што. И потрошувачката патост. Плюс тоа, народов не беше тука. Тие што останаа во државата беа на планини и така натаму и така натаму. Епа, дечки, еве, ја што искоментира. Произведовте, оти температурата беше 25 целзиусови, па и повисока, а пола држава на одмор по плажи. Ни клима, ни греалка уклучени. Фени е затворен, а работниците од сите фабрики беа на продолжен викенд. Ова на педали се постигнува. Се гледаме на првата слава, колку ќе не задолжите. На што асоцирам во мојот цинизам. Извинете, како и секој граѓанин, имам право да се сложам, ја еве малку подоцна, ќе ја поздравам за некои успешни работи владата, но за ова возвраќам со цинизам. Затоа што е циничен нивниот тип дека ја покриле потребата на електрична енергија комплетно од домашно производство, а ништо од надвор. Значи, смешно е ова да се ниеден погон не работи, скоро ништо не работеше освен неколку маркети, народот по плажи, по ливади, било каде, немаше никаква нешто што троши електрична енергија. Но не знам какви се во моментот прогнозите за наредниот период. Еве ви велам, челендж, нели, па ќе се јавите во емисија и ќе речете Јанко јадеше бурек, сега ќе да си сркаш со две руки тоа што си испогани. Во наредниот период, значи, среда, четврток. Четврток 27 степени Целзиусови. Ја да ви кажам со трепет, како некој да ми најавил некоја убавица дека ќе ми дојде онака холивудска. Со таква возбуда го прифаќам ово време. Во сабота 21 степен, во недела 21 степен, значи среда 24 степена ќе биде. Денеска сме среда? Не, утре. Утре. 24, значи уште потопло. Во текот на неделя се спушта, четврток 3 ноември 19 степена. Што значи потрошувачката стварно ќе биде минимална и не ќе има потреба од увоз. Но сигурно ќе видиме monthly forecast, еве што ќе каже за прогнозата за наредните месеци, кога температурата ќе почне да се спушта, иако според она што го гледам, ќе имаме блага есен, декември. Еве, дури декември некаде се очекува 6 степени дневната, минус 7 ноќната. Што значи блага зима не очекува. Да видиме за јануари што вика прогнозата, минус 3. Февруари, тука значи декември, јануари, февруари, кога сите ќе се прибереме, кога терасите по кафаните ќе се затворат, кога веќе не ќе може да се дреме надвор туку така, нели, сепак е посвежа, се што е под 20 степени веќе не е пријатно за дремење. Еве да речеме под 18. Тогаш потрошувачката ќе биде исклучиво од увоз. Шајка не е заковано во енергетскиот сектор. Токму затоа утре вечер ја планирам еден гостин од Америка, наш човек од Америка, да разговарам со него за енергетскиот систем, за енергетиката, што може да се направи, како да се направи и така натаму и така натаму. А вие размислувајте си. Фотоволтаични или како се викаат оние соларни кели за барем за вода, топлење.
Ви имавте нешто на зграда ставено, ако не се лажам, така? Не, немате ништо. Зашто да ставите, бе, богати сте вие, имате бойлерче, 2000 вати, пак пушти, шо е струјана, бе, многу ли е дали. Грци не луди богати, што си се задужија и не им враќаат никому, нема куќа, нема објект на кој нема барем еден таков оној со цилиндар за вода, да си греат, да не трошат струја, да не плаќаат струја. Треба да учиме малце од грците. И како се задолжуваш, како да не вратиш и како да заштедиш. Океј, топлото време, добре дојдено, особено во оваа криза, кога, нели, ќе анализираме постојано енергетска криза која очекува Европа, вклучително и нас, и оваа блага есен е, не знам, треба у недела да отидете, свеќа да запалите, барем нафора да земете, ако ништо друго. Ако ништо друго, за да кажете фала. Бидејќи во идеален момент го имаме ова. Да, идете кажујте на време, затоа што ако не кажете, сарматот ќе мрдне, а сарматот знаете чиф е. Од шејтанот. Океј. Еве да ја пофалиме владата. Значи ја критикувам владата дека се фали со нешто што е факт, но е нонсенс. Као ја наранив цела телевизија вечерва да кажам. А у телевизијава еден. Ја и до пред саат време бевме. Јас и камерман. Така? И му купив чоколад и сега искачам и ја вика, пази, не лажам. Вика, јас ја хранев цела телевизија. Ја напоив, му купив кафе, го напив, го све и така на цела телевизија, сите. И сега факт е, ама ела бре, ти дојди у 9 саат, кога цела екипа е собрано, кога има монтажери, вработените, администрација, 15, 20 души, 30 души, колку се и така натаму и така натаму. Па тогаш пофали се дека имало. Така и со ова. Сега и ја може би лоша ми аналогија, ама од прилика ме капирате за што се работи. Ај треба да ја пофалиме сега владата. А ти ставај ги телефоните, нека се загреваат, затоа што вечерва ќе бидат отворени телефоните за вашите јавувања. Мене ме интересира онака чисто да ви го опипам пулсот, ако имате пулс, чекај ја да видам. Ја или сум мртов, или саатов не работи. Нешто. Да ја пофалам владата. Прва работа, што да ќе ја пофалам? Владата донесе одлука за да остане зимско сметање на времето. Многу одамна имам голема расправа со овие квази, а обично се тоа NGO-а, а NGO, чиме NGO, тоа е шуруш и тераат некоја агенда, ни сами не знаат што тераат, имаат неколку онака инструкции кои ги верглаат постојано и така натаму. Никогаш не сум се сложувал за зимско или летно сметање на времето. Времето еднаш постави го, човек си има биоритам и си живее по тој биоритам. Некогаш станува денски, некогаш навечер, застана ова позади, ајде бре, терај таму. Кога и да тера, сакам да кажам дека погубни се поместувањата временски, кога човек легнува, кога станува. Човек легнува и станува во исто време. Многу луѓе, ја тој проблем го немам. Ја можам некогаш да спијам навечер, некогаш преку ден, некогаш ми исецкано на 3-4 оброка и така натаму и така натаму. Така што мојата елеганција не е само од премногу, не знам, неквалитетна храна, туку и од нездрав сон. Здрав сон, здраво време, кога ќе легнеш, кога ќе станеш, е многу битна работа за сопствениот биоритам. Има луѓе, им смета. Има луѓе кои ќе отидат од едно место на друго место со авион и после имаат она временска сикнес. Знаеш, додека се навикне ден, ноќ, ја такво не можеш
што сакаш да ме шалташ у три временски, на три континента у денот, немам проблем. Ама ја сум за жуто комбе. Зборам за поголемиот дел од луѓето. Така што сметам дека тоа поместување на времето е безкорисно. Тие приказни, штедење на време, повеќе сонце, помалку сонце, ја не ги прифаќам. Тоа вие прифаќајте си, јакото е наука, што се разбираш ти. Господине Лковски, вие не разбирате. Тоа е наука, вие што... Но, еве да ја прочитаме веста. Шуба овака која све доаѓа на твое конечно. Владата на денешната седница заклучи да се пристапува кон примена на зимското сметање на времето, како што се применуваше и досега. Овој заклучок е донесен согласно сите анализи на информацијата за Министерството за економија во врска со можноста за продолжување на примената на летното сметање на времето. Од прикажаната пресметка, потребната топлина и анализа на промени. Ама да остане ова преку лето. Ја вака го разбрав. А видиш, не било погрешно, сум разбрав. Они ќе го сменат сега времето од летно на зимско и таман решив да ја пофалам владата. Оно погрешно сум разбрал, оти сега ми се појави, нема време да ја анализирам веста. Чекај да видим. Ако, правите си глупости. Од прикажаната пресметка за потребната топлина и анализа на промените на надворешните температури на часовно ниво, воочено е дека задржувањето на летното сметање на времето ќе предизвика зголемена потрошувачка на топлинска енергија од 1,5 на 3,5% за грејната сезона, согласно направената анализа за движењето на температурите во утринските часови и пресметките за потребна топлина за загревање. Заклучено е дека со враќање на зимското време на сметање на времето ќе се заштеди на потрошувачката на електрична и топлинска енергија, информираат од владата. Како што пренесува владина прес-служба, која е владина? Тој е Цацко е, а? Цацко е. Да. Чиме од Цацко, онда е интелектуализам, бре. Според информациите од Министерството за економија, проценката е направена во соработката со Министерството за финансии, Министерството за вратишне, чандариве ни кажуваат како да спиеме, добре? Министерството за образование и наука. Знаеш кој е Министерство за образование и наука? Онај скафандар што доаѓаше болна со корона за да гласа за својата партија. Таа што викаше децата зимно наставата во зимо со отворени прозори. Ако емфизем фаќаат деца, нема проблем. Важно они завршиле работа. Агенција за електронски комуникации, Биро за метеорологија, Стопанска комара на Северна Македонија, Управа за хидрометеоролошки работи, Стопанска комара на Северозападна Македонија, Економски факултет Скопје. И така, добро, ништо, јас се понадевав дека се опаметиле, за жал ќе се променува времето, вие ќе си доживувате стресови, ќе се зголемуваат трошоците здравствени, за здравствено осигурување, ќе се трошат повеќе лекови, али тоа е сетница. Владата заштедила на енергија, како да ви кажам, тој што ги трошите вие. Ствари, они може би се надеваат дека малце поише ќе умирате, па тоа пораат од трошоци. Ама ако умира, нема кој да плаќа данъци. Ај сега па и ти многу не комплицирај, што? Умрете вие и направите нешто добро за државата, ама па и вие. Немам што да пофалам бе друго. Бре, таман се понадевав. Што имам да пофалам? Имам конечно да пофалам нешто владата. Република Северна Македонија, не можам да го изговорам. Македонија одлучи да не иде на Евровизија. Браво. Браво. Дочекав у кариера конечно да не отидеме на она шунд огавна манифестација за која се тепавме и пришипленковци, најнеспособните композитори во Македонија, не изводители, композитори, тие стручни тимови,
со најđубре песни да се изналапаат пари. Тоа беше Евровизија. Каква Македонија, какви? И тоа последнава беше криминално лоша. Девојчето убаво си пее, таа ќе си има убава кариера, сите сме испратиле прекрасни луѓе таму, Каролина, Тоше и така натаму, али една, две само песни нешто вредело или останало. Другото е, брат, да седнеш, значи трибунал и да се суди. Злосторство против ушите. За нанесување трајни трауми. Но, од друга страна, па и, знаете како, поголемиот дел од публиката не се разбира од музика, тоа е катастрофа. Тоа е како, баш на Твитер имаше еден коментар, луѓето што биле на Андре Риу, се смета дека се премиум, онака елита која влегла во водите на класиката ваму таму. Прашај ги за Лигети, ќе те гледаат ко теле ушарена врата. Исто како некој од како се вика Штипскиов? Макфест. Како овие што идат и гледаат Макфест, што е во ред, али после се осеќа, он се разбира од Radiohead, он се разбира од Future Sound of London, од Pink Floyd. Не бе, дечки. Шунт е шунт. Немам ништо против. И такво треба да има. Ама после не се плетка кај што не ти е место. Не терај уметност, не терај услоевитост, не терај арт. Не, артот не те негира тебе, ама ти го негираш. Седи малце мадро. Да, го имате и Вибер на располагање, ги имате и телефоните на располагање. Дали некој ќе се јави, па не знам дали сте уопште и вратени од завичај. Тегличките да се допрае ајварот и така натаму. Сега сушен период ќе биде, тоа ќе биде циркус. Електрична енергија од хидроцентрали ќе биде. Фотоволтаици сме. Така. Многу интересно ќе биде. Многу интересно време. Ако нешто сметам, моје мислење дека треба да се вложи, е на ова топло време, значи со грејењето, да речеме, сите имаме некоја алтернатива, освен Скопје. Пазете, целава криза со парново грејење е само за граѓани на Скопје и тоа Карпош, центар, аеродром, кој друг се има парно? Толку. Влаје не е општина. Таа у Карпош спаѓа. Ѓорче Петров надрва се луѓето, претежно се куќи, така? Бутел исто, така? Па да, 3 населби. Acid water. Добро. Ама пак тврдам дека acid water 50-50 е таму. Добро, ете и таму. Зато и нема некоја фрка. Но она што ми е најфасцинантно кај вас, драги мои, што имаме енормно зголемување на цените на прехранбените продукти и продуктите за широка потрошувачка и добро се држите. Гледам, предпоставувам дека ако нешто владата има добар нос да ве осети до кај може да ве цеди, а да вие не се буните. Ова е како оној стариот руски комунистички виц, кога на Сталин му дошол духот на Петар, или на Ленин, нешто така беше. И му вика, го смеша вицот. Сталин ги прашува со работниците, вика, што се дешава со народот, што се случува со народот, вика се бунат. Стискај, вика. Стискај.
пак ги праша, вика, како вика после новиве мерки со притисоци, со ова, со она, полициски ваму, таму, нема ова, не. Вика, се бунат, вика, уште повеќе се бунат. Одлично. Вика, стискај уште. Како е сега ова? Вика, сега не се бунат. Вика, попуштај одма. Штом не се бунат, ќутат, онда спремаат нешто големо. Искрено верував. Кај нас е обратно. Кај нас која ќе се побунат, побунете. Нас сега некако во молчење. Не, мислам ни за глава, ни за опаш не се фаќа народов и мислам дека сте окей. Затоа што јасно е дека има луѓе што страдаат и што им е многу тешко, но критичната маса која прави да се прават промени во едно општество, кај нас не е достигната. Зошто и како? Само не им верувајте кога ќе речат, Јанко, нема кој да го поведе народот. Никаде, никогаш, никој не го поведувал народот. Сето тоа си било спонтано. Дали било револуција, дали било протести, дали било едно или друго, не знам, работнички права, женски права, феминистички права, геи права, сето тоа си одело многу спонтано, кога се правеле вистинските промени. После веќе станува све манипулирано и се чека. Например, кога е СДСМ на власт, од опозицијата чекаат опозицијата, лидерот на опозицијата да даде знак. Зошто да даде знак? Што има мене лидерот на опозиција да ми каже? Лидерот на опозицијата треба, опозицијската партија треба да го следи народот ако излезе. 20 души, 20 души. А ако сте упорни, терајте. Не, стварно ги гледам така работите. Еве, например, често пати сум го гледал тоа кај здруженија еколошки. Зборам за 80, 70 и 80 години. Ки излезат еден, 20 и потоа постепено им се приклучуваат луѓе. И кога ќе видат дека се добива некаква масовност, дека тоа добива само треба да се издржи, нели? Бара жртва, бара борба. Не може конформизам. Многу станавме може би баш заради тоа што сме на чекор, па види, една плата да не добие македонецот или една пензија, он е банкрот, пропаст. Он не може, нема веќе ни за јадење, ни за сметки, исклучене, во затвор, одземено му е све. Не постои, избришан си. И мислам дека така не купија или така се продадовме. Знаеш, дојдовме до тоа, не живееме више од својот труд, од своје, туку зависиме од партија. Знаете, македонецот се изгуби кога си ги напушти своите ниви и почна по фабрики да работи, се пресели од Скопје и така зајакна комунистичката партија. И тоа го правеше свесно тој процес, нели? И така комунизмот постигнуваше успеси, но репресивно, на еден суптилен начин, народот едноставно, вика, супер ми е мене, ќе си земам плата, работам во фабрика, само више на земја да не работам, да не се нервирам со стока, со време и со све, тоа било потешко. Да, потешко, ама послободен. Еве, денеска гледаме дека луѓето што имаат парче нива, кога ќе дојде сега кризата, ќе има кај да отиде, да си запали дрва, ќе има од кај да измузе млеко, да направи малку сирење и кокошки, јајце и некако да го преживее денот. Месецот, зимата. Овие у град ќе се тресат дали партијата негова. И се, ако не е неговата партија, па и тој што не е, треба да се тресе. Има парно за плаќање. Ништо не зависи од него. Себе зависи од волјата на локалниот моќник. И тој се очекувате да излезе на улица, да се... Знаете што ми беше? Ми беше многу симптоматично, се сеќавате на полицајката со пајакот, кога викаше се удрила она од пајакот за кревање коли. Тој албанецот кога му дошло дека лошо се паркирал, му ја земала колата, овој ја рашамарал најверојатно таму на лице место и кога се повредила,
нели, уцвикала и кажала дека и се и викат, гледам се од власта, од опозиција, еден пријател мој, поздрав друже Златко, вика, охрабри се ма, кажи ја вистината. После се викам, знаеш, и у прв момент ти доаѓа стварно, биди храбар бе, кажи ја вистината. А после се викам, а зошто да ја каже вистината? Зошто да ја каже вистината? Па затоа тој моćникот настрада, зар ке настрада ако ја каже она вистината? Ке излезеш ти да се побуниш, да ја дадеш поддршка? Не. Не, затоа што ќе правиш калкулација, чекај сега остај, ја на женава треба да ја дадеме поддршка, ама да видам шефот што ќе каже. Мој. Знаете како? Како го обвинуваат ВМРО ДПМН дека не излегло на протести за името? Чекај, имаше ти потреба да излезеш за името? Да. А зошто чекаш ВМРО да каже, партија да каже, иди излези? Никогаш партија си единствена цел на една партија е да дојде на власт. А протести се легитимно право на сите нас. Ние треба да ги правиме. Ако ги правиме добро, ако се окей, партии ќе не следат, ќе ве следат, опозицијски или провладе било кој. Како ни изработија? Леле, како ни изработија? Инаку, да сте живи и здрави, пошто короната ја заборавивте како да никогаш не постоело, злосторство против човештвото, се сеќавате како хистериша, ова поздрав до твитерџиите, тие Сранко и тие слични негови клонови партиски, провладини, кои хистеришеа дека сите оние што не се вакцинираат, дека прават да се шири болеста. Најновите студии покажуваат дека вакцинацијата, вакцинираниот ја пренесува болеста. Воопшто вакцинацијата не спречила во ширењето на болеста. Вакцинацијата спречила во за тебе лично, да последиците, ако која ќе се заразиш, не бидат смртоносни. Она ја намали смртноста на вакцинираниот. Така велат податоците. Така што ќе биде интересно. Да ви кажам, знаете, кога ми стигаат сите овие информации, ја враќам маската. Ја маска до крај на живот ќе носам. Не толку што ми е страф од вируси. Гадна ми е смрдејата ментална која се шири. И со таа маска, што ја носам, тоа е една марама тенка, онаа тактичка, ја купив од воена опрема, која е повеќе да прикрие лице, одошто некакво, да имам онака барем некаков подсвесен психички, онака зид од булшитот кој го шират идиоти. Затоа што луѓето, не само кај нас, во цел свет, престанаа да мислат со своја глава. Размислуваат со главата на лидерот на собствената партија, агенда и така натаму. Повторно се вративме во времето на фашизмот и на комунизмот. Во времето на тоталитаризмот ја шитнавме демократијата. Демократија е народ владее, не владее народ. Дури што до толку дури народот не се буни, народот бара да биде владеен. А не ми се свиѓаат СДСМ, сакам моите ВМРО да ме владеат. Не ми се свиѓа ВМРО, сакам моите СДСМ да ме владеат. Што очекувате во едно такво општество? Не, притискај и цеди ги. Среќа имате што ја не сум власт. Би ве газел сите, затвори пуни. Па сигурно би вовел едно 6 сати рестрикции за струја. Не дека би имало потреба. Така, нема. Еј, кафе ќе снема. Како беше у време на Тито и Југославија? Се сеќавате кога имаше недостиг на кафе, па трчавме кулави? Кој се бунеше против Тито и Југославија? Кој смееше да писне? Трчи, снајди се за кафе. Така, да мислите, да има за што да мислите. Нема зајте, супер.
редици за бензин. Одлично. Овој нешто прозборе против тебе. У затвор. Ама, затвор. Пушти полиција. Ај нешто таму навивале на стадион. Пушти полиција, нека ги претепат комагариње. Златно време, златно време беше, сите се чувствувате. Златно време, ќотек. Не е народот крив. Ама не е ни виновен, ама и е виновен. Ситуацијата е толку драматично замаглена. Највише магла фрлаат оние што велат знаат, оние што знаат од кои центри што се дешавало и така натаму и така натаму. Ништо не знаете. Се е бедна импровизација и тоа баш затоа што не знаеме што се случува. Не знаеме што се случува. Како викаше Јода, вика мрачната страна, вика така е има замаглено, вика не може јасно да се согледа. Продуховени и просветлени луѓе можеа на времето и да согледаат и да дадат насоки. Гледате дека ништо не држеше. Ни ванѓи, ни просветители, ништо. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Имаме гледач на линија, драги мои. Добро вечер, Јанко. Да, повелете. Поздрав до тебе, поздрав до гледачите. Повели. Вака, што да се збори, што да се каже, многу тешки моменти идат за сите граѓани во Македонија, од економски план, од национален план, се полошо и полошо. Што да кажеме, да кукаме, нема, ќе ни требат месеци. Денеска случајно пуштив парламент, нешто гледам тамо, искочуваат, зборат, лажат, економски мерки, владата обезбеди 30 милиона евра за да го помогне стопанството и граѓаните, а тоа, Јанко, не биле земени тие пари, него тоа уште пред месец дена, јас се сеќам, имаше пратенички прашања, тогаш премиерот инсистираше дај подхитно да паса тие економски мерки за да се донесат и да се помогне на граѓаните на стопанството. Јанко, денеска го чита дневниот ред, таа точка е 20-та по ред, а се расправа за првата точка за прием некој си министер, каде што во оваа влада критикува ВМРО, премногу министерства имало. Да има. А они кога дојдоа, уште 10 министерства отворија нови. Абе, тоа лажење до нема и каде. И сега чита дневен ред точката што треба да се изгласат тие и да се дозволи владата се за тие економски мерки од 30 милиона. Тие уште не се изгласани, не се ни донесени тие економски мерки од владата во парламентот за да се изгласат. А пред месец дена точно они бараа подхитно опозицијата да се соедини и да им даде зелено светло да искочи таа точка на дневен ред и да се изгласи. Опозицијата е одма, шо ме за граѓаните изгласа. И требаше сега, владата имаше за недела ден да рече ние ќе ги најдеме тие мерки, ќе ги предложиме и ќе ги донесеме у парламент да се изгласат. Абе месец дена помина, уште ги нема тие предлог. Знаеш зашто ги нема? Никој не им дава кредити, Јанко. Тие 30 милиона што они сакаат да ги земат, си мислеа дека ќе им ги даде некој. Ама тој тамо што треба да им го даде, им вика, чекаве луѓе, вие сте во рецесија, бе. Вие 20% имате инфлација, под кај ќе ни ги вратите тие 30 милиона? И не им ги дадоа. Отидоа денеска у Судиска Арабија или каде тамо, не знам, у Азија, или кај бе отидоа Африка, или кој ги знае да плачат, да барат пари, кредити, и овие им викат, ние пари немаме, ама дајте ни јаболка, ние ќе ви дајме урми. Абе, македонците уште урмите им треба и готово, ние ќе се оправиме. Абе, што да ти кажам, абе, ја не знам дал да Слушай, кукам, дал да ти плачам, кажам, дал да се смеам.
го правиш она, ти го правиш она што ја треба да го правам. Ја веќе немам нерви. Ја не можам да следам. Јас сум неинформиран. Вака ако не ми се јавиш да ми кажеш ти уште неколку гледачи, ја немам нерви да седнам, а треба да седам и да следам што се случува во парламент. Еве чат пат нешто владата, па гледаш не ни проверувам убаво, така натаму. Немам дегутантно веќе ми се лоши. Ами мене ми се лоши, Јанко, не можам да со гледам сопругата, деновиве нешто кафе, седнати на сончево време и ми каже, вика, не можам, вика, после броењето на гласовите, тој стрес, вика, што го доживеа, вика, ти текнуе она што беше 2017 2016-17 броењето на гласовите пред ДИК, протестите и така натаму. Да. Вика, тоа така беше една мачна ситуација, да стварно, вика, немав нерви. Ај биди на линија, остани малку, некој ми се јавува на Вибер, па ќе продолжам со тебе. Ало, добро вечер, дали се слушаме? Јанко, се слушаме, Јанко. Повелете, во програма сте. Нашиве политичари ода трошат пари из Европа, ево претседникот носи делегација 10 души во Полска. Зашто морам 10 души може да поđe тој сами плаќа до него, па да го пратат, а не да троши пари од држава за државата во криза. Никаква одговорност нема, другиве политичари исто. Трошат пари, а никој не уме да ствари пари. Затоа се неодговорни и најголема критика за нив. Се слушаме, Јанко? Да, ве слушам, зборете. Јас мислам дека тука треба да се презема дека рестрикции и во трошењето на парите на владите и на сите други функционери. Каде ова делегации по 20 души цел авион? Каде го има тоа? Те уште живеат во Југославија, кога Македонија имаше пари стваране. Сега треба да знае, нема пари, нема енергија, нема газ, нема и бензини да има и јадење нема да има одутре. Одутре, кажувам, за месец, 2 месеца. И затоа треба најостри рестрикции да се воведат на овие државни институции, што тие трошат пари, нив не ги интересира да се зборат. Или во парламентот одат, седат пола и бегуваат, не донесуваат одлуки кои чуваат по 5-6 месеци да го решат дневниот ред. Скроз неодговорно и треба да преземат остри мерки на сите нивои кај државните функционери. Слушај, но ме слушаш? Ме слушаш? Слушај, многу ти е убав муабетот. А кому е упатен муабетов? Еве, ја и Претседникот што носи делегација во Полска 10 души. му се може. Ама чекај, кој ќе го искритикува? Кој ќе го казни? Никој. А Ја и Македонија треба да го каже, да му излези народот на улице да му каже. Ти претседниче не си за овој народ. Овој на владава исто се изживљава, троши, носи делегации, сака да се шета. Така да сме скроз неодговорни. ти благодарам многу, да си жив и здрав. Поздрав, фала ти, се најдобро. Тони, дали си на линија? Да. Те молам, продолжи. Вака се, Јанко, значи, ова влада е, како ти кажам, на пајажина, се држи на конци од пајажина, на ти, не може да обстане. Хаос, немаат пари, Јанко, немаат. Оние инвестиции, што се странски, тие се донесени од предходната влада, тие со ситни маки го полнат буџетот за да јавна администрација, пензионерите и било кој да земат плата. И они сега немаат пари. Дали ти се верува дека вуште вработените во градинките немаат земено личен доход за септември? А кои сме сега 25, Јанко? Срам да им е. Чекај, под кое министерство се они? Министерство за труд и социјална политика. Значи, штрајкуваа за градски сообраќај што не дале плата до 15. И во право се. Водовод исто. Сега, човече, никој не ги спомнува вработените во градинките. Абе, градинките, ако не постојат,
Не може да отидат оние луѓе да работат, да стварат и да го полнат буџетот. Мора некој да им ги чува тие деца. А тие тамо вработени требали да земат пари да однесат дома. Тие идат на работа. И плюс оптеретени тамо. Почна луѓе да бегат од тие работни места, да ги напуштат, не може да ги држат. Не може да издржат тие малтретирања. Немат личен доход. Двајца, тројца на цел, да не зборам, да навлегувам у таа политика. Значи, срамота е. Поздрав до Министерката за труд и социјална политика, што се сликаше на сите телевизии. Абе, 25 уште немаат земено личен доход за септември, а последен ден е 15. Никој не го спомнува. Ја не знам овие новинариве што прават. Трчат само по тие политички емисии вамо тамо. Кај се да го кажат ова, да го кажат на јавно, во јавност да видат, да е притиснат, го прашуват Ковачевски денеска, некој прашање да го праша, господин премиер, зашто немаат вработените во Министерство труд и социјална политика, сектор згрижување за деца, зашто немаат личен доход? Јас сум љути на тие новинари. Срамота е више. Па фатете се, работете тие вашата работа за од секој сектор, клюкајте, прашувајте го премиерот и сите министерства. И срамота е ова. И друго, политички емисии, топ теми, не знам, вамо, тамо, носат некои си платени од владата, пратени некои аналитичари, мутат вода да балансира, само да се скрене внимание од актуелниот проблем. Актуелниот проблем е ќе крахира државата, немаат скапан динар. Јас да не ги плашам пензионерите. Другиот месец може нема да земат ни пензија, затоа што еве сега беа секнека одат молат, колат, барат пари, буџетот е празен бе, Јанко. 20%, па 20%, они 30% може сме ние во инфлација. Они вештачко ја држат тамо, од чуфли у празно. Само колку да не прикаже, да не види ММФ и Светска банка, па да ни бапнат рецесија, да не можеме да земеме ни динар, кредит нема никој да ни даде бе. При не ни дават. Кај се тие економски мерки? Уште пред месец дена премиерот ги кажа. Веднаш го молиме опозицијата да ни помогне да изгласаме, да помогнеме на стопанството. Тоа беше точно пред месец дена. Еве, уште ги нема тие социјални мерки предложено да ги достават до парламент за да се изгласаат. Опозицијата рече не ќе ги изгласаме, што се работи за граѓаните. Ајде бе, ќе биде то, ни не се Што ќе биде бе, Јанко, ова више не може да биде. Ја денеска со жена ми викам, слушај, дај исклучи телевизија, ајде ќе идеме пешки до Сингирич, до Пазарче, ќе си купиме нешто од Пазар, земав најдов тамо плавчиња, се ги бапнав фужар, се ги направив, си седнавме на кафенц во двор и пуштив музика, не можам више да гледам телевизија. Истина, прва, втора, трета, алфа, ова, тамо, телма, само политички емисии, само нервози. Више нема да гледам дома телевизија. Ја ти се јавив тебе само од една причина. Затоа што те поштувам и ти си еден со твојата емисија која што можеме ние самите да го искажеме револтот, да ни олесни малку. И за тоа сме ти благодарни. Ја после оваа емисија јас ќе се уклучам, ќе си гледам фудбал. Ја сега фудбалот го пуштив да се снима, неќам да го гледам, сакам да ти израдам почит кон тебе, затоа што ја сакам емисијата. Јас сум револтиран, дори не можам сега да зборам и летат некои Тони, а може ја да ја прекинем да гледам Милан? Што ќе гледаш? И ајде сега после мене може ќе се јават уште луѓе кои што сакаат да ќе кажат маката. Јас сум револтиран од оваа влада и стварно нека се запати, нека почне да помага на граѓаните. Доста е више со политики. Што очекуваш помош? Што е по тебе помош? Што бараш од владата? А да веднаш владата да ги скрати министерствата. Од 28 нека бидат 5 министерства. А што тебе ти мења тоа? Веднаш да се откажат од тие нивни луксузи и тие дозволени мерки кои што без тендери они може секој министер до 30% или 30 милиона да може да си купува, да си пазари, да си вработува, да случува тендери. Абе веднаш да се откажат од луксузи. Нема коли бе, ќе си да со такси, ќе си да со автобус бе. Веднаш, што е ова купување? Купуваат коли, бе, еј, човече, Стојанче Ангелов, овој Фарбаниов, што е со секоја влада,
човече, на грбот на оние што изгина онамо у Тетово и Гостивар, дојде на власт за да се бори за нив, па што им помогна на нив? Ништо. Еве го сега направил тендер, 30 возила се зима тамо во него и на друга на агенција за што знам како се вика, ќе ги сервисираат авионите, ќе ги сервисираат ова, ништо, само крадат, човече Божи. Абе треба све да се јас знам што викам. Веднаш да се донесе законот, нека не ми попува на телевизија овој министерот за правда, го работиме законот за потекло имовина. Тони, Го работат за да си го наштима за нив, да не може. Абе веднаш да се донесе прашање... све да им се земе, бе, све до 10-то колено Тони, да им се Тони, види, кажи. ти си совесен и ова е, да речеме, од една општо. Но народот не му е гајле он дали купува коли или не. Него го интересира да има ефтин леп, да има ракија и да му стигнува пензијата и платата на време. Значи, моето прашање не е само до тебе, туку и до другите гледачи. Режи, имаме гледач? Не. Значи, збори си, Тони, нема никој на линија. Кој ќе дојде некој на линија, ќе те отфикарам. Се шегувам. Мора подхитно сите министерства да се откажат од нивните трошоци. Зошто? Ама од тие пари да се пренаменат, да се дадат на луѓето, да се подхитно да се донесе закон, веднаш да се вратат цените назад на пред короната, каде што владата си ги договори цената со тие стопанственици, бизнисмени. Слушај, на тебе ќе ги вие цените, па после ние ќе ги ставиме на мирување. Па што ти ми ги им ставиш и на мирување кога си ги покачил 200%. Зетин од 50 го качи 150, тоа е 150% го покачи. Абе назад врати на 100 денари. Знаеш дека ќе се јави оној после тебе и кој ќе вика дека врска нема твојов муаве. Ама што ќе се јави, на него му одговара. Тој горе од да не знам од каде, секој месец му стига по 20.000 денари на трансакциона за да лае и да критикува опозицијата. Јас нека отворат мене трансакциона сметка, немам прилив само на пензија имам. Нека видат на него кај му дојде. Него Савајле се јавува на утрински емисии, на сите емисии човече се јавува. Па више амано, лабави се више, и кај тебе тука ни поштовање, ни ништо, само напаѓа, вреѓа. Па нека се јави па и на крај да видиме што ќе каже. И граѓаните може да просудат. Не. Ако прави, види, за опозиција работам без пари. За власт работам за многу пари. Тоа ми е од лата звака една крилатица која научив уште 90-ти години. Значи, веднаш владата да ги скрати сите луксузи. Владина пропаганда во емисијава е дозволена, али Така е, во право. Да видам овде по тастатура нешто, нели? Стварно, твојата емисија е стварно треба, значи да ја платат бе, зашто луѓето дека јас да речеме после ова искажување ја ќе ми олесни малце на душава. Нема да пијам се да тиви, да пијам и диазапами. Сега фактички јас се ослободувам од маката што ја гледам цел ден и што ја трпам со недели, со месеци. Срамота е ова. Кој стигне? Ама крадат, абе више доста, не се изнакрадовте ли? За 20 колено се обезбедија човече Божи. И не потекло на имовина да се донесе бе веднаш. И све да им се земи да се врати во буџетот. Абе, мора да им се восхитуваш. Пажи, викаш дека се најлоши, дека крадат, дека се... И на власт се уште. 5 години се на власт. Никој ништо не Ама ќе се им смени тоа. Ќе се смени. Ако се донесе овој закон за потекло на имовина, тие што ќе дојдат, ќе размислат малце, затоа што и нив ќе ги снајде истото. Затоа што тој закон ќе дојде. И тој закон за потекло на имовина да не може да се смени со помалку од 81 пратеник. Па да видам овие што ќе дојдат новите, дали ќе крадат исто како овие претходни. Ама да се направи потекло на имовина назад наредни 20 години, све што краделе, и Црвенковски, од Црвенковски па навака, све што да им се земе. Тие се пари наши, бе, мои, твои, на граѓаните, тоа да се врати све назад, бе. Не може, е фабриката ги фатил вработените за гуша, им ги земал акциите и со тие акции пријавил во управа за приходи, ја купил фабриката и он е собственик. И после како се печели, им ги исплатил акциите и фабриката е негова. Како бе така, бе? Не може така. Може. Само Како не може? Може бе, Тони, може. Може. Со закон го донесоа тоа. Бранко е чист
за 3000 генерации никој ништо не може да му рече. Се донесе закон, бе, брате. Ти текнуе кога? Ти текнуе и тоа со амин на ВМРО ДПМН. Лјупчо Георгиевски, што направи? Што направи? Си зема по едно Излезе- литро, донесе на излезе- бензин во окта, Да све што заврши. ти искочи од окта, еден Абе, денар у пушти- джеп. Тоа се милиони Но, евра. Јанко, Му одговараше многу те на него да поштуем. си го донесе тоа. Излезе од парламент и ги остави СДСМ да си прават што сакаат. Има ли болја работа? Нели сега викаат зошто не излезе опозицијата и на таков да излезеш од парламент. Па тоа е фала, колку пари сакате, само излезете од парламент. Добро, Јанко. Кога се направи тоа, се направи најголемиот криминал во приватизацијата. Им даде карт де бланш, што сакаат да си носат од закони во парламентот. Тоа е најголемата трагедија. Ама народов и членовите на ВМРО ДПМН и до ден денес не им е јасно тоа. Какво предавство беше тоа тогаш. Ама нема Јанко, веќе. значи вака јас да не должам многу да те оставам, може ќе се јави некој. Значи само уште една порака. Не, ја ќе си одам. Значи порака до премиерот. Ало, премиер, ве повикувам под хитно утре уште одма да им даете плата во Министерство за труд и социјала градинките, вработените во градинките немат личен доход земени за септември, а сега е 25. Готово, Веднаш да договорено. се утре Фала ти за препрват јавувањето, Тони. Поздрав, имаме гледаш на линија. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушав дебата ви интересно. Па сакам да се надобрам со еден интересен факт кој е присутен беше добри 10 и повеќе години во Македонија, уште ако бев седмошколец, го приметував тоа кога идев на Сабајде во школа. Дека и кога е криза и кога не е криза, кај нас секој се вози по еден во кола. По една? По една личност во еден автомобил. Добро. Продолжи. Па, тоа ми е интересно, сите, нема криза, ова, она, а коли се возат се повеќе и повеќе. Се некако, дали ние кукаме што сме научили да кукаме, или имаме, ама убаво ние вака да се жадиме. Не можам тоа да го сватам, значи, да има криза, да, но не е толку осетна колку што сите викаје, дали дека ние 30 години сме виши у некоја криза постојано. Македонија таква е, имам години колку што има и држава. За криза знам уште од 70-ти години кога Комунистичката партија викаше сега е криза, да издржиме и готово после мети млеко тече. Ние 30 години се овој survival mode. Ние 30 години сме, ние никако не можеме да се донака малца, се дигнува деме на одној што викаат европски заболе стандард, што се вика по 700-800-900 евра, да е просечна плата минала да е 500-600 евра, пензиите да се минимум по 500 евра. Ние до тоа не можеме 30 години, значи ние сме у некоја криза, стално нешто. Но мене ми е чудно, ја и добро што сме живи, ја не сакам да фалам владата, но ќе кажам, пак добро што некако функционира оваа држава. Ја и тоа ќе кажам, пак и добро што некако, овој систем некако се држи, овие 30 години. Како успеваат, на сите влади од сега Валдивија. Тоа ќе кажам. Исто и за ова што сме на почеток емисијата за промена на временската, на зимското, да, точно вие сте од тоа смета и многу не се согласуваат со тоа дека биоритмот се менува на човекот кој се... И ја мислам дека е поправено да остане што беше, што е сегашно смета ја времето, што ќе се гледа повеќе ќе се искористува дневната светлина. Значи, да, може малку покасно ќе се разденува, но барем би било по-светло и би се заштедило, ако сакаат да штедат барем на уличното осветлување, може да се заштеди плюс 1 час секој ден. Како што е сега сметањето на времето. Што мислиш, колку пари ти требаат за раат живот?
У Македонија месечно Тебе. По тебе. 1000 евра. 1000 евра. Да. Фала ти многу за јавувањето. Фала многу, пријатно. Пријатно. Скромен народ. Не, да ви кажам, 1000 евра е гола вода. Колку и да сакате да му ја мислите, колку трошиш за храна месечно, другар? 500 минимум. Минимум. Пази, со јувки праење. Значи најефтината храна, што е најефтина храна? Јувки, така, со сирење. И некоја манџичка. Рендан патлиџан. А у јувки. Океј, ја имам изјавата од Левица, ќе ја побарам малку подоцна. Ако имаме гледач, може да го вклучиме. Нема? Добро, ќе почекаме малку, само да ја најдам изјавата на Левица. Ја добив како известување, ама не можам на екран, треба да ја дадам. Во врска со платите за градинките. Левица, десница. Левица, аеродром. Не, левица. Еве го. Стишете го телевизорот. Стишете го телевизорот. Телевизорот да се стиши. Ако го стишите, ќе ве пуштиме кај Јанко. Еве Левица. Сообштение. Каде? А не име на страната, туку е во рилот. Добро. Вика вака, неспособна влада, вработените во градинките без плата, владата да поднесе оставка како причинител за низа социјални инциденти на работниците во државата поради неспособноста да ги санира последиците. Платите за септември да бидат исплатени веднаш. Секој сектор започнува да се соочува со неисплатени плати на работниците во екот на најголемата рецесија. Неспособноста на владата сега ги остави без надоместок вработените во градинките. Немарноста кон работниците и деструктивните политики на владата го водат општеството кон социјална катастрофа, откако луѓето се доведени на раб на достоинство и екзистенција. Доснењето на платите создава нови непремостливи финансиски последици на граѓаните. Другари, тоа е она што ви го кажам. Не е проблем да се доцни со плата. Знаеш, во некое време знаела плата и да задоцни месец, два и така натаму, ама можевме да преживееме. Имавме некои резерви, не беа високи трошоците и така натаму. Но сега сме на раб. Доцнење на плата буквално катастрофа може да донесе. Зошто? Зошто е страшно? Нели? Ама ќе помогне некој да преживе. Не ќе можеш да ја платиш сметката. Струја, вода и така натаму. Ќе ти пуштат извршители. Ама верувајте дека едва и ве чекаат да не платите за телефон, што веќе не е ни луксус. Телефон мобилен не е луксус, интернет не е луксус. Интернет е насушна потреба, како вода, како струја, како режиски трошоци што ги плаќаме. И едва и ве чекаат да не, или да земете некој ситно кредитче, или да се позајмите, едва и ве чекаат. Едва и ќе ве откорнат. После ќе се јавувате, ќе викате, ама ја имав долг за 5 денари, ми земаа 50.000 денари, извршителите. Не е само извршители. Целото општество. Извршителите се поставени за да си го фокусирате гневот на нив. Витекно е. За они полесно да ги... Не се извршителите тие што ви ги земаат парите. Извршителите се една маша обична во целиот систем. Да, арогантно, препотентно, се налапа пари и така натаму. Но они се ситна боранија, нешто што го гледаме. Извршителите, некој им дава команда, некој им дал законски права за тоа да го прават што ви го прават. Ама неправедно било, нема да излезеш ти праведен. Системот е направен поединецот да биде виновен. Верувате ли дека, не знам, водовод
ќе ви извади, сте должеле 5 денари. Абе, како за 5 денари пред 20 години сега ми земаш овие пари? Значи, дури и да сгрешиле, попрво ќе платат и сега треба да ти за тие 5 денари ќе ти земат 20.000 денари. И ти викаш, не ги давам, идам на суд. Веруваш ли дека сега карикирам, дека се спремни да платат адвокати, судски трошоци и рочишта со десетици и стотици илјади евра за да ти докажат, иако сумата ја надминува воопшто. Значи, попрво ќе идат во загуба, само ти да не испаднеш во право. Бидејќи, ако испаднеш во право, па може да им донесе преседан и после врз основа на преседан. Така што системот е направен како во казино, како во кладилница. Не можеш бе да победиш, не можеш да дадеш помалку пари, а да заработиш повеќе. Пошто генерално никогаш не можеш да отидеш еднаш у кладилница, да даеш, не знам, 2000 денари и да излезеш со 20.000 денари и цел живот да бидеш победник. У цел живот ќе влезеш уште 10 пути, вкупно ќе даеш многу повеќе пари од што ќе заработиш. Тоа е системот, тоа е казино, тоа е коцкарница, тоа е системот решене да поставен е таков ти да бидеш жртва и да страдаш и да патиш и да не бидеш сигурен. Освен во Тексас, кај имаш право да носиш пушка. Иако системот не ти е праведен, затоа имаат они американците во уставот, имаат она right to bear arms. Секој има право да купи оружје и да се наоружи. Па сега нека им продаваат политички булшит да видиш дали може таму да се воведе комунизам или фашизам. Никогаш. Може би може некој инвейд да ја направи на Америка, нели? Да ја окупира за момент. Иди после расправај се со 300 милиони вооружени будали. Сите се вооружени. Океј. Имаме гледач? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Добро програма. вечер, Јанко. Да, повели. Пред се сакам да искажам големо задоволство дека вечервава и утре празнуваме голем христијански празник на помош Светата великомаченица Злата Меглинска. Мислам дека како народ многу малку внимание ја оддаваме. Таа, значи, можела, јас сум сигурен дека денеска во денешна генерација македонки и македонци независно, ретко би се нашла таква личност да ја биде понудено се материјално, злато, пари, живот, раскош, царај, нели таму ода и убави на се, гардероба, во тоа време најскапа или па денеска најскапа, и да одбија се и да прифати маченичка најстрашна смрт. Таква смрт најстрашна, најмаченичка прифатила светата наша маченица, велико маченица Злата Меглинска. Сум бил неколку пати ке отец Никодим Царкњев во црквата, нели во Соботско, и така сум комуницирал, сум разговарал, сме биле 2 пати на литургија, каде отец Никодим богослужил со еден мил, така нежен, кадифе глас. Многу благодатни богослужби биле кај него. И сретнав така на Фейсбук негово реагирање овие години. Вика, туристички агенции од Слободна Македонија било кога, а поготово за Великден, македонци од Слободна Македонија ги носат во грчки цркви околу црквата наша македонска, или која тој ја гради, Света Злата Меглинска. И таму парите ќе ги остат во тие грчки цркви и нема да појдат поддршка да искажат
кон нашиот борец за Христа Бога пред се, а и за Македонија отец Никодим Царкнев. Значи, кое ниво на понижување, на само обезличување од нашиот народ, кој секој викенд може милиони евра остава на шопинг во Солун, во македонски Солун, или на одмори во најгеско наше македонско море, и ретко кој да се поклони, да се помоли во црква македонска, Свето Велико Маченица Злата Меглинска и поддршка од отец Никодим Царков. Би сакал секој македонец да се запраша. Да беше обратно, да беше некој грк со грчка таква црква овде кај нас, а ние да бевме имали окупатори врз Грција. Како би се несувале грците или албанци или па срби. Река народ би одела да оди да остави пари, да помогне да се таа црква да изгради и да се искажат поддршка на еден таков голем борец како што е нашиот отец Никодим Царкев. Затоа моje зборување и јавување нека биде повод голем дел македонци кои сега слушаат, а и кои не слушаат, им пренесиме во иднина секој од нас кога оди во не Грција, кога оди во Егејска Македонија, да помини секој од нас ке отец Никодим Царкнев и да почнеме како македонци да се дружиме, да се обединиме на културен, на било кој начин. Со наши Добро, браќа. ти благодарам Егејска многу за јавувањето, кажувањето и пораката, а ние имаме гледач на линија. Го вклучуваме веднаш во програма. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Вака, во врска со нашава криза во нашава мала Македонија, сирота, и во врска со цениве, ме интересира само една работа. Како може истиот леп од фурна диме во Паланка да биде 37 денари, а во Скопје да биде 51 денар? Чекај, имам Или подобар 53. пример. Маслото за јадење, брилијант, во Македонија е поскапо од што во Црна Гора. Замислете. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека системот им дозволува да си градат недозволено цени. Едноставно се краде. Пазете, не збориме овдека за лижавчиња или за не знам што. Основен Збориме, да. продукт за преживување, Во лебот. право сте. Уште еднаш повторете колку е лебот во Скопје, колку таму? 53 е во Скопје, а 37 денари е во Крива Паланка. Пекара Диме не е од Крива Паланка. Така? Па тоа ми е и поентата на муабетот. Да е од Крива Паланка, па ајде нема трошоци за нафта, транспорт и така натаму и така натаму. Да, интересно ова. Што значи дека цената на лебот е нереална. Апсолутно сте во право. Ја не знам, двајца млади луѓе, небитно, ако ја земеме просечната плата од 18.000 денари, да земаат и двајцата по 18.000 денари, јас не верувам дека некој може да преживее со тие пари. И Колку пари? затоа кој како ќе успее, така ќе бега од нашава мила Македонија. По вас, колку е потребно за да се... Колку е раат плата? Што мислите, колку заслужувате, колку заслужува просечна плата треба да биде во Македонија за да се живее раат? Искрено, не знам, 800-900 евра сигурно. Значи околу 1000. Еден. Да, така. Ви благодарам Еве многу ќе за... ви кажам искрено, јас имам еден студент и еден средношколец. Така? Јас зимам плата од 26.000 денари, а сопругот зима од 36. Едва скрупуваме с крај со крај. А пази, некој ќе рече, види, имате плата голема.
Која голема, бе? Што е, мислам, едва Не и е крај ништо, со крај. не е ништо. Едва и крај со крај. Колку Така. трошите? Преку 50% за храна ви иде, така? Да, дефинитивно да. И поише, ако не. Да, и поише. Сигурно поише. Па не може, ако има двајца синови возрастни, ја имам тројца возрастни, ние сме петорица у фамилија. Ти не знаеш колку се троши на храна. Уште јас сум најмалку што јаде. Абе ти не знаеш, млад човек, знаеш ли која количина на храна? Минимум 5. Каде е млекото, каде е хемијата, каде се средства за лична хигиена, каде се режи и трошоци, каде се сите тие обврски. Па за тоа идат во странство. Не е подобар животот, помачно е, поише се работи, ама од први до први, кога ќе легнеш вечер, спиеш рад. Нема со грчна лице да се разбудиш, ете тоа е. Затоа си бега народов од овде. Не знаете како една моја роднина сега отиде во Германија и таму се работници. Зборам, не се општинари, не се банкари, не се доктори, не се, него се работници. И се јавувам и прашувам, добро, како ви е сега таму? И вика, слушай да ти кажам, вика, ние и тука сме работници, не дека сме нешто на позиција, вика, ама барем кога ќе отидеме во маркет, не се плашиме кое сирење ќе го фатиме, колку кашкавал ќе купиме, или барем рад можеме да испазариме и да отидеме задоволни. Ако не друго, барем за трошоците, вика, достоинствено се ги плаќаме. Ете, тоа е тоа што кај нас фали. Не знам. Луѓето не можат достоинствено да се ги подмират сите обврски кои што им се потребни. А камоли општествен живот, друштвен живот, да излезат во кино, да се социјализираат, па на вечера, па на... Па уште тоа е и, како викаат, она, луксус. Абе, како луксус бе нормален живот? Тоа е нормална потреба на секој здрав човек. Не можеме да се затвориме дома и само со тенџерињата и да не излегуваме надвор. Не знам што да кажам. Стварно не знам што да кажам. Цел живот сум у оваа земја, цел живот ова го слушам, цел живот ова го гледам. И да ме праша некој решение, немам решение. Метеор, решение, не знам што да кажам. Не е вештачки кажам. Извинете, ако знаете што, се заколнав пред известно време дека ќе бидам оптимиста. И покрај се во ова, сум оптимиста. Не знам врз што го градам оптимизмот, не можам да ви дадам добар аргумент, ама, еве, останувам на емисијава и ќе бидам оптимиста, тешко е да и нема да престанам да се борам. Еве, Не можеме да бидеме оптимисти затоа што тие деца ние кои што сега ги школуваме единствена карта за подобар живот им е само да излезат надвор. Па и во Србија да отидат, мислат дека е подобро него ли тука. Значи надежта е толку изгубена веќе во младите. Што нас ние се џабе да бидеме оптимисти или не оптимисти. Ќе станеме држава на пензионери. ќе можеш како мајка да го преживееш тоа? Да ти заминат синовите? Молам? Како мајка, како ќе го доживееш тоа? Да ти заминат синовите? Па целиот труд и целиот живот е бесцелен, буквално. Браво. Ти благодарам. Еве, гледате, вие гледате Струга, гледате, не знам, Охрид, гледате ги Источна Македонија. Тоа се изградени куки со по 2-3 спрати, спуштени ролетни со по 2-3 години. Таму нема воопшто никаков живот. Гледаме само куки празни и ништо друго. Ти благодарам многу за јавувањето. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Имам некои пропуштени повици, па ќе пробам јас да возвратам сепак на Вибер. Океј, момент, режија, не вклучуј. Океј, можеш компјутерот, вклучи го. Добро вечер, повелете, во програма сте.
Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ама слушам женски глас некој, женска говори, жена. Ало, Повелете, говорете. добро вечер, Јанко. Добро За вечер, прв пат уште се еднаш, јавувам повелете, говорете. во вашата емисија, за прв пат се јавувам. За темата што ви е таа вечер, това, как да ви кажем, нема ни почеток, нема ни завршеток. Од кај се јавувате, ако Това- не е тајна? Од Швајцарија. Одлично, фала ви. Повелете, продолжете. Слушай, дали може... Добро, исто се работи за тие криминални работи, ама малку друга тема, лично мој проблем и од дека излева криминал, од дека доаѓа. Представам се презиме, адреса. Повели, не, режија? Да, Го имаме ало. гледачот уште на линија, не го слушам. Ало, Да, Ало. ве молам, не застанувајте, говорете. добро, фала многу, Јанко. Види, јас се викам Миле Јованов од Струмица, општина Ново село. Село Ново Коњарево. У селото сме окупирани ние од, как да ги наречам, тие аги, четворујца. Браво! Сега видях на телевизија, јавно што ме прикажа, фала ти многу. Не си ти прикажан, јас сум прикажан. А можеш да уклучиш камерата, ако сакаш, ама нема проблем. Повели, Може, ќе уклучим и камерата. хајде уклучи, уште поубаво ќе биде. Повели, Миле, во програма си говори. Значи, шо мака од Ново село во Ново село или кај ти е маката, во Швајцарија или во Ново село? Во Ново село, не во Швајцарија, во Ново село. Што мака имате у Ново село? Пошто Во Ново Коњарево, поточно во Ново Коњарево. А, Ново Коњарево, добро. Пошто јас сум нов жител на Ново село таму. Да, зет сум, на 2 свадби бев летово таму. И Па супер, може да се сретнеме летто таму, па може да си и на што некој да ти кажам? роднинска. Тегли ајвар ке менјаме. Повели, кажи Миле. Слушай сега, у селото имаме ние водовод правен пред 27 години и 8 тука негде, точно не знам само, тука негде. Тај водовод има двојца аги што се го окупирали и не само водоводо, цело село окупирано, двојца аги могат да ја наречат турски аги, што са тие по филм што ги гледаме. И Сега, тука се собират пари на црно. Не на жиросметка, оди се на црно. Има, од кај е пуштена тај новиот базен, има едно 5-6 фамилии што не плаќаат воопште. Тие са фамилии, да ти спомнам по име и презиме, не ги знаеш, ама еден го знае целата јавност. Ќе го споменам него што не е платил 27-8 години. Немам ни страх, ни да ме е срам нешто, слободно. Од тие 7-8 души што не са плаќали воопште, еден е... у студио. Да, Ало? продолжи да говориш, те слушам. Да. Еден од тие што не плаќач, што 28 години е екс-градоначалникот Стојчев Боров, што не е плаќал воопште. Имаш ли доказ за такво нешто? Кога се кандидира тај за градоначалник. Не, дали имаш доказ дека не плаќал? Кај знаеш Това дека не се, плаќал? това се гледа там мислам тие да што се оти се изјави за пред да се кандидира за градоначалник дека си ги помирил сметките, иако јас не верувам това 20 години уназад да не платиш, па после да ги помириш сите сметки, това нема шанси. Него оке, така се чуја во селото неле. Таман сега кога го извадеа од работа, пак не е помирил сметките. Ало? Те слушам и чутам. Сакаш јас да зборам или ти? Не, јас сум оти нешто викам. И така да, чуја се сега дека пак не е помирил сметките, ама нема врска, неле. Тоа знаат тие што собират пари. Сега, јас на тај начин, кога чујах тие мовете, реших да не плаќам така на црно,
него им терам жиросметка да се плата преку пошта, преку банка. Добро. Ама јас, пошто немам Вујко владика што викат да бидам поп, мене ми исклучуват од водата. Само мене, другите не, што не се плаќали, само мене ми исклучуват. Од там, кога ми кажа мајка ми од сам исклучен, што ќе направам јас? Се во полициска станица Ново село. Полициска станица ќе ви дам сега, ќе го каже јавно и мојот број, ќе го каже и бројот на полициска станица, што одговор добијах од таму. Не ми ни се слушаа. Се мој број е 004 076 226. Не, ве молам, не кажувајте телефони. Јавно не смее да се кажуваат телефони. Ами да кажем барем времето кога сум се јавувал у полициска станица Ново село. Ако не смеа број да го кажа на полициска станица. Ничии броеви, може би не ќе сгрешите, ќе кажете на некој друг приватен, па ќе си имам ја проблеми и телевизијата. Така да телефони не се кажуваат. Пробај у Швајцарија, јави се на телевизија и да кажеш број нечи. Да видиш за 2 сати куфер како ќе те спакуваат. Добро, јас знам оти, за тоа може да добие и прива, ама таа е истината. Таа истина ти мене не ме страх од ти добија казна. Многу ми е гајле дали е истина или не. Ја не можам да утврдам. Тоа е твое кажување. Значи, кажуј ти за ова, не ми кажувај телефони, имиња и така натаму. Значи, сметаш дека некој плаќа сметки, а некој не плаќа сметки. А тебе ти е проблем што е во главно? Што не можеш да си ги платиш сметките и те исклучуваат? Не, што не може да плаќам сметките, него намерно не плаќам од се собират пари на црно. Ме разбираш, терам жиросметка. Чим не плаќаш, ќе ти пратат... Да, ти си одлучил да не плаќаш, тоа е твое право. А после последиците ќе си ги носиш, нели? Знаеш, извршители, заплена на имот, тоа е тоа. Тоа не ме интересира, само да сакам преку жиросметка, нели треба и таа држава да живее да има приход од тие пари. Тај базен ќе е плен и држава да помага. Ти сакаш на жиросметка да уплатиш директно на водовод, ама не да му дадеш некому пари од тие инкасаторите, така? Да. На тај начин ја сакам да си плаќам преку жиросметка. Па да ти кажам, драг пријателе, ја веќе добри 4-5 години ниедна сметка не сум му ја платил на ниеден инкасатор и се ја плаќам онлайн. Дури летово кога бев надвор, па и во Ново село, си ги плаќав сметките дома у Скопје преку компјутер. Еве сега ќе покажам. Јас не могу никак да ги платам, ти немаат жиросметка они. Немаат жиросметка, никак не могу да ги плата на тај начин. Не ми дават да ги плата на тај начин. Така. Добро, ти и сега што ќе правиш? Сега ништо, сега сум без вода, исклучен сум. Без вода. Да, не ми е тешко. За 2 недели јас мога да се снајдам да се ода на одмор за вода, не ми е тешко това. Мога да си носам борина, да се донесам дома. Оти не сум многу време, 2 недели сум. И што ќе правиш? Па видите, не мога ништо да направа. Доваѓало ме пред 3 години крим полиција на тие што се по водата и ме забранува да собира пари на тај начин. Не ми е јасно. Трпиш неправда, се јавуваш кај мене у емисија, а зошто не си платиш адвокат да си тргнеш на суд и да си ја решиш работата? Како да ти кажам, знаеш кај нас судството какво е? Не знам ја какво е. Како функционира? Ако мислиш, а зар мислиш дека преку јади бурек ќе си ја решиш, ќе го решиш проблемот? Па види се, јас мислам Белгика ќе чуе јавноста, ќе преземат мерки да видат кој е крив, кој е прав. Прави да се награди, криви да се казни. Добро. Ете, се надевам дека ќе ти помогне јавноста. Види се, жив и здрав. Не плаќаш сметки и тоа е тоа. Благодарам, лека ноќ и пријатно. Слушај, само уште една работа, ти види, за тај случај, нели, се јавувам јас на 28 април во 9 часот во полициска станица Ново село. Не ми ни се слушаат. Знаеш што ми вика Ново село полиција? Вика, вие у Швајцарија ќе имате проблем, лесно да се јавите на телефон и завршиме и проблемот. Одма ми исклучи. Не ми даде да кажем што е проблемот. Значи, плюс това тие двојцата што се по водата аги, сакам това да го најмногу упомена. Това што двојцата аги се 3 дока нема селото, окупирани се од двојцата аги. Да, го кажавте уште на почетокот, ве разбравме, не мора да се повторуваме, доволно е еднаш на телевизија, работите еднаш се кажуваат и толку. Благодарам уште еднаш, лека ноќ и пријатно. Лека ноќ и пријатно.
Доволно беше. Доволно беше. А што се однесува до вас, драги мои пријатели и пријателки, сметките одамна се плаќаат онлайн. Еве, например, ја од Водовод побарав на мојата имейл адреса да ми стигаат сметките. Еве како изгледа сметката, например, за вода. Вака ја добивам. Но што правам со нејзе? Истата плати брзо, одам системот и фактурата тој и тој број продолжува, си оди и така натаму, бидејќи сега не ми дава. Значи, само ќе си ја внесам бројот благодарам мрежија, си внесувам бројот на мојата транзакцијска сметка, без оглед дали ми е домашна, странска, марсовска и така натаму, и се уплатуваат парите директно на сметката на Водовод. Така си ги плаќам. Истото така плаќам и за ЕВН, истото си плаќам со години наназад. Немам стапнато во банка, на шалтер, дали тоа корона криза или гужви, ништо, се дома од лаптоп, од мобилен си ја завршувам целата работа. Рад. Кога ќе ми стигнат парите, си имам, си испланирам, сметките ми стигаат на имейл, значи струја, вода и телефон. Така си плаќам. Ако вие мака тоа идење, висење по шалтери, верувајте дека ова е бесплатно. Значи, си отварате имейл адреса, таа имейл адреса ја доставувате, можете и да се јавите во Водовод или во ЕВН или било каде, ќе ви достават, а потоа само ќе си одите преку системот. Малце фокус и концентрација е едноставно. Чим јас тоа можам да го правам, може било кој да го прави. И они се многу посреќни да... Сега, добро, како сакате, секој свој избор. Океј, па доста интересно имавме. Чекај, има уште едно јавување, една господја се обидела да ни се јави. Режија, да не имаш тоа горе? Не, одлично. Да видиме на Вибер, имаме едно пропуштено јавување. Па да видиме дали ќе ја добиеме. Ало, добро вечер. Имаме пропуштен овде. Добро вечер. Јанко Јади Бурек, имам пропуштен повик од вас. Сакавте Ајде да го јавите. Ајде да го добием Јанко, Јанко го барам. Да, во емисија сте. Овде е Јанко, слушајте ме. Ви реков добро вечер, Јанко овде, Јади Бурек. Дали сакате да зборите во емисија? Се јавувам да зборам во врска со твојава тема. Повелете. Јанко, баш вечер зборува дека оваа година имаме околу 750 милиони кредити и многу луѓе се јавуваат и на твоја и на друга телевизија. Вика ќе се задолжи државата, ќе ги врати, тоа не е ништо за државата. Државата сме ние, државата пари не штампа и тешко нас ако штампа пари, не ќе бидат, а од 3 милиарди и пол прошла и предпрошла година задолжена е Македонија. Оваа година само е 750 милиона и затоа треба државата да не се задолжува, него државата да зема пари да ги прибира оние пари кои ќе не се платени. Иначе, што ќе се случи? Ќе се случи, ќе бидеме задолжени и ние мора да ги платиме преку порези и преку други работи. А најмногу албанците сега зборуваат, државата нека се запосли, нека се задолжи, вика, за неја не е ништо. И таа нека ги плати трошковите што овие не плаќале, струја, вода и во овие другите села таму. И македонците што не плаќаат исто. Значи, некој може да ги плати нив. Не може да приметувам дека луѓето појма немаат што ќе се случи со задолжувањето, што ќе стане со земјава. Па нема, ќе ни задолжа нас. Граѓаните ќе ги задолжа да ги вратат тие пари. Јас сум економиста, знам тоа дека отворени сметки не може да бидат. Пред 2-3 години 3 милиарди и 400 Македонија задолжена
не платила и сите тие пристигнува во една година. А тоа е Меѓународна банка, таа ќе бара не само да се вртат тие пари, него се плати и голема камата на тие пари. И затоа сите ние треба да се прилагодиме и да не зборува луѓето нека државата се задолжи. Државата, кој е државата? Овој народ е државата. И ние мораме да се ангажираме и да се тие пари, тие кредити кои ќе задолжуваат овие делегации што одат сега, секој не оди по 20-30. Ја како пословен човек сум можел сам да си ги вршам работите секаде, во Македонија или надвор од Македонија. А они сега по 10 души водат таму, да си прават екскурзии, да прават трошкови, државата не ги интересира. Таа ќе се задолжи, вика, и ќе ги плати трошковите. А од каде државата пари? Ако штампата е најлошо. А што работевте вие? Викате која Ја работев бев ја? економист и работев во Нагорната трговија. Која компанија? Кој предпријатие? Комерц. Кој? Комерц. Кој е комерц? Да. И затоа треба Кој е? државата... Чекај. Татко ми работеше истата работа, па ме интересира кое предпријатие работевте? Па ајде тоа, за собствено странски фирми. Добро, затоа не викам сакате јас да кажете за кое предпријатие работевте, така? Да. Добро. Да. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Океј, драги мои пријатели и пријателки, па време можеби за уште едно јавување. Yes? No? Please don't go. Please don't go. А мене ми звучеше таа песна, не мене, пардон, на другар ми викаше, Јанко, ја у кабина пуштам музика, он ми вика, Јанко, пушти ја Дизел Голф. Која? Дизел Голф. Која е таа Дизел? Дизел Голф. Дизел Голф. Ја викам, не е така. Како е? Теизел Волк. Please don't go. Еј, стари песни, појма немате вие зо. Па и не треба да имате појма. Ова е од минатиот век. Од времето на црешовото топче. Океј. Па мислам дека можеме тука да затвориме емисијата. Имавме така, малку религија, малку повеќе за социјалниот момент. Мислам дека шега на страна, но народов полека и полека се посвесен ке станува што го чека. Платите доцнат, затоа што не е од реалното стопанство во буџетот, туку од зајмени пари. И сега пазете во кој врзан чвор сме. Ние мораме да се задолжиме, за да можеме да исплатиме плати. Ние не можеме да се жртвуваме да не се задолжиме. Сега луѓето се јавуваат и викаат Македонија да не се задолжува. Ако не се задолжува, вие пензија не можете да земете. Дали разбирате? Земјата е мртва. Македонија не функционира. За да може вие да земете плата и пензија, а сите што сте на државна цицка, зборам пензија, администрација, нели, сето она што државата го плаќа. Единствен рад и спокојство може да има приватникот, кому му е најтешко, ама тоа се негови лично заработени пари. Дали ќе продава на пазар, дали ќе прави нешто, тоа е тоа. Но и он во вакво окружување ќе живее се потешко и полошо. И сега кажете ми, викате државата да не се задолжува. Ако не се задолжува, нема за плати, нема за пензии. Дали сте спремни за таа жртва? Ве оставам да размислете, па ќе правиме муабет наредниве денови. Благодарам што вечерва бевте со нас, ми причинуваше огромно задоволство. Лека ноќ и пријатно.
Су во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е Тоа се одлука за зборен обичност. Голем процент. Република Македонија. Се разгледаше Ја мислам Ама, да ви кажам нешто, јас сум велик граѓаните Република Македонија, па ќе се вртелам од овде јавно, која по телевизија ќе барам да ме примиш, али ќе се проложи сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети све. Ќе се дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на инсектор. Андроид 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележали веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. не се откажувам од собствено 16 краков. Сакам вам песна напишено, јас кога да те гледам сакам, да сме се душе поблескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанков вино да пија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик. И тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Или не смеам? Смеам? Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси, автоме, терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиеме. Зашо мајка му чисти, пере, готви, од кој се оседи пие. Зашо мора на мајка му од дневница да барабе?
Ще не побарано татко од мене. Така одма ќе се нападам ќе се. Кога почна ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, чини она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти бе театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, абе тие Далтони што вече цивите аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на ворниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле одгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си дојме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Така луѓето резонираат. Имаш една Здраво и тебе. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер.